лекари кои се уште посетуваат по домовите. Без разлика кој лек на рецепт ќе го добиете, здравствената заштита е скапа. Многу зборуваме за придобивките од здравствената заштита, но не е доволно за придобивките од грижата за себе. Почитувани гледачи, следните 8 доктори се специјалисти за подобрување на менталното, физичкото и духовното здравје. Можете да ги користите секој ден и ќе го намалат ризикот од многу болести, лекови и медицински трошоци. И тоа е моќен пакет за грижа за себе. Број 1. Исхрана. Храната го зајакнува и телото и умот. Растителната храна е богата со соединенија и хранливи материи, состојки кои го намалуваат стресот и ја подобруваат менталната функција и расположение. Уживајте во многу свеж овоше и зеленчук, цели зрна, мешунки, јаткасти плодови и се ќе се промени. Избегнувајте брза храна, заситени животински масти и трансмасти, засладени пијалоци, кофеин и големи количини рафиниран шекер. Речиси половина од калориите што ги трошиме доаѓа во форма на засладени пијалоци, како газирани сокови и овошни сокови. Кога ќе ги отфрлите овие висококалорични пијалоци, можете да гледате како се топат несаканите килограми и вистинската енергија ќе расте. За вистински енергетски потик пиете најмалку 8 чаши вода дневно. Кога се храните добро и пиете многу вода, ќе се чувствувате подобро и ќе имате повеќе енергија да донесувате подобри и секако успешни одлуки. Второ, свеж воздух и вежбање. Вежбањето, особено надвор, во природа е здраво за главата, но и го подобрува здравјето на срцето. Тоа е од критично значење за менталното и физичкото здравје. Се вели дека движењето ги доведува емоциите во рамнотежа. Ако сте во лошо расположение, излезете надвор под синото небо и одете на брза прошетка. Вежбањето го намалува стресот, депресијата и грижата, го подобрува расположението, благосостојбата и секако менталната состојба. Исто така ја зголемува моќта на учење. Тоа ви помага да го подобрите физичкото здравје, да го намалите ризикот од болести и постигнувате здрава тежина во животот. Направете навика за секојдневно вежбање и ќе доживеете придобивки и во главата и во срцето. Во Библијата читаме: тој им дава сила на изнемоштените и на слабите им ја умножува силата. Број 3. Одмор. Нашите тела се дизајнирани за ментален, физички и духовен одмор, како и за акција. Важно е да планираме време за рекреација, релаксација и размислување. Тоа би ја намалила депресијата поврзана со постојаната ментална и физичка напнатост. Исто така, редовните навики одење на спиење го враќа умот, помага во контролата на хормоните и стресот, го регулира и нивото на шекерот во крвта, ја намалува нервозата, заморот и стресот и ја подобрува енергијата. Новите навики и рутини се зацврстуваат за време на спиењето, па затоа помогнете си да стекнете посреќен, поздрав ум со добивање доволно соодветен освежувачки одмор. Управувањето со стресот, вежбање на сончева светлина, избегнување на кофеин и јадење доцна во ноќта ќе ви помогне за подлабок и здрав сон. Повикани сме во Божиот одмор кој исцелува. Еве што кажува Исус: дојете кај мене сите и јас ќе ви дадам одмор, ни порачува Христос. Број 4. Ставови. Некој еднаш рекол дека лошиот став е како дупната гума, додека не ја промениш, нема да стигнеш далеку. Истражувањата покажува дека тоа е клучен фактор за живење, долг, здрав живот, чувство за смисла и цел. Негувајте став на благодарност и проверете ги негативните мисли. Донесете одлука да се фокусирате на решение наместо на проблеми и гледајте на тешкотиите и неволите како можност за растење. Бог ветил дека ќе даде сила и мудрост за секоја тешкотија. Тој ќе ви помогне да изградите ментална сила за да се соочите со животните проблеми на еден позитивен начин. Бог вели: кој е слаб, нека каже јунак сум,
толку порачува Господ. Пето, меѓучовечки односи. Негувањето здрави меѓучовечки односи е слично на негување на градина. Колку повеќе внимание и грижа добива градината, толку повеќе култури произведува. Исто на тој начин, одвојувајќи време за негување и одржување на позитивни пријателства и социјални врски, носи плод на радост, сочувство и несебичност. Одвојте време за здрави меѓучовечки односи. Тие создават можности за давање, но и за примање. Други придобивки вклучуваат и подобрена имунолошка функција, подобрени социјални вештини, намалување на стресот, подобрено расположение и подолг живот. Одвојување време за меѓучовечките односи никогаш не е губење на време. Број 6. Ментално здравје. Физичката активност бара одлучност, истрајност и обука. Тоа е потребно и за менталното здравје. Можете да го вежбате вашиот мозок на тој начин што ќе се занимавате со ментални активности, како што се, на пример, читање инспирирани, стимулирани и едукативни книги, решавање загадки, свирење на музички инструменти или учење на нови вештини. Вашите активности ги подобруваат невронските средства, односно соседства на мозокот, создавајќи нови врски и зголемување на менталната флексибилност. Заедно со здравата исхрана и со вежбање, ова е подобрува брзината и прецизноста со која мозокот може да решава проблеми и да се соочува со предизвици. Предизвикајте го вашиот мозок и промените го вашиот свет. Број 7. Позитивни одлуки. Експериментите покажуваат дека можат да се променат вашите навики. Секако тоа треба сила и подобрување, односно ваша чврста волја. Никогаш не ја поценувајте моќта на малите, секојдневни позитивни одлуки за надминување на големите, односно лошите навики. Повторувањето и трпението се клучот за создавање здрав начин на живот. Успешните луѓе не се без грешки. Тие едноставно одбиваат да се откажат. Запомнете, драги мои, се можам да направам преку Исус Христос кој ми дава моќ. И број 8. Духовно здравје. Духовното здравје е во центарот на здравиот начин на живот. Тоа значи да се помирите со Бога и да дозволите Неговиот план, Неговата цел и моќ да ве водат во вашиот живот. Менциус, кинескиот мудрец, бил во право кога рекол: знаењето дава информации, но не и моќ да го спроведеме. Со Божја помош можеме да постигнеме стабилен раст и подобрување во нашиот живот, да доживееме прошка кога не успеваме да ги постигнеме нашите цели и да стекнеме храброст и добро расположение за да продолжиме и понатаму на животното патување. Драги гледачи, Светото писмо учи дека Исус Христос е големиот лекар кој дошол да се длабоко всели во нашите срца и да го воспостави своето царство на љубовта, на животот и ослободувањето од лошите навики. Иако живееме во светот на гревот, болести и тага, тој ни дал план од 8 чекори, 8 лекари кои можеме да ги користиме, што го подобрува менталното, физичкото и духовното здравје и секако го намалува ризикот на многу непотребно страдање. Неговата љубовна порака, може би токму сега го повикува и вашето срце. Сакан мој, се молам да ти биде добро во се и да бидеш здрав како што е добро сега на твојата душа. Тој сега те чека како твој голем лекар, спасител и обновител.